Добар ден на сите присутни. Бидејќи имаме кворум, можеме да започнеме Комисијата за спорт и млади. Врз основа на член 47 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола, свикувам седница на Комисија за спорт, млади и рекреација на Советот на општина Битола на ден 23.12.2022 година денес со почеток во 13 часот со предлог на следниот дневен ред. Прва и единствена точка на дневен ред, програма за активности во областа на спортот и младите во општина Битола за 2023 година. Го ставам овој дневен ред на гласање. Кој е за, молам да греи рака. Констатирам дека дневниот ред е усвоен и представник од општина ние Гордана ќе образложи програмата за 2023 година. Гордана, повели. Ви благодарам, председателе. Предлог програма за активности во областа на спортот и младите за 2023. Во делот на законските рамки, според кои се подготвува самата програма, е додадено и Законот за младинско учество и младински политики. Знаете дека формиран е локалниот младински совет. Исто така до неодамна беше објавен и јавен повик за организација на младинскиот центар. И во оваа програма има додадени дополнителни финансиски средства за младите. Во акциониот план, дел од активностите се исто и како и минатата година, значи јавниот повик за здруженија, јавниот повик за поединци, традиционалните манифестациите од особен интерес и хуманитарните акции, потоа училишниот спорт, тука имаме представник председателот на општинскиот училишен спорт ќе ви образложи програмата. Делот на професионален спорт и она што е новитет во програмата е спортско лето, односно општина Битола ќе организира спортско лето, двомесечен циклус на рекреативни настани кои ќе се одржуваат на спортски места на отворено. Целта на ова е дека преку рекреативниот спорт да му се овозможи на секој граѓанин согласно неговите потреби и можности активно вклучување во спортскиот живот на општината и главна цел секако не е резултатот и победата, туку промовирање добрата забава. Разлика на спортското лето од многу спортски лета кои што ги има во државата е тоа што ова ќе биде за учество на секој кој што сака да се вклучи во спортскиот и рекреативниот живот, да може бесплатно да ги користи тренерските способности на тренерите кои што се во спортовите најмногу кои се застапени во општината, секако фудбал, кошарка, одбојка, ракомет, боречки спортови, куглање и многу други. Понатаму со Комисијата за спорт и млади ќе ги дефинираме деталите околу спортското лето. Делот на женски спортски здруженја повторно се потенцира, како и програмите за активности за лица со посебни потреби. Исто така новитет е медиумска презентација на спортските настани. Мотивација за ова е барањето од страна на граѓаните за дел од активностите кои што ги спроведува Општинскиот сојуз на училишен спорт, дека немаат дека сакаат да бидат повеќе гледани, исто така и младинските категории во сите спортови кои што ги финансираме, ракомет, фудбал и кошарка. Тоа ќе биде известување за успесите на учениците во училишните лиги, презентирање и снимање на надпреварите, што во секој случај би можело да годишно да се објави во еден локален спортски весник. Делот од исто така ќе заборавев во делот на дополнителни активности, исто така новитет е дека општина Битола ќе ги финансира и спортистите, односно достапност до спортските објекти за лицата со попреченост и во овој дел планираме да се имплементираат, да се вградат повеќе пристапни рампи во спортските објекти. Во овој дел е се спортските сали, училишните спортски сали и објектите кои што ние располагаме. Во делот на млади ставивме акционен едногодишен план. Знаете дека во тек е изготвување на стратегијата за млади, која што треба деновиве да биде готова и треба да имаме јавна расправа околу тоа. И стратегијата
исто така и повлекува и акционен едногодишен план, кој што ќе биде презентиран тука пред советниците, истиот ќе биде усвоен. Младинскиот центар веќе го спомнавме и програмата на локалниот младински совет кој што ќе биде во рамките на кој што ќе делува и ќе работи во рамките на советот на општина Битола. Исто така новитет кој што не се имплементира ланската година е студенти и практиканти ангажирани во општина Битола. Ова ќе биде во соработка со Универзитетот Климент Охридски и ќе има ангажирање на студенти во општината како и јавните претпријатија во општината. Спортски објекти, останува реконструкција и модернизација на фудбалските стадиони, со тоа што ланската година беше во руралните средини и дел од руралните средини се реновираја и дел се реконструира, меѓутоа сега во новата 2023 ги ставивме и во градските средини. Значи имаме дел од игралиштата кои што стварно треба да се реконструират. Ова што го спомнав е адаптација на спортските игралишта, значи за пристапните рампи, спортската опрема и реквизити си останува исто како ланската година, со тоа што во тек се монтирање на дотрајните кошаркарски табли во неколку училишта и како предлог мерки, бидејќи ланската година веќе ја имплементиравме, односно ја усвоивме стратегијата за млади која што сега деновиве треба да биде готова. Во предлог мерки за 2023 е стратегија за спорт која што општината ја нема и се надевам дека ќе го имплементираме и ова. Благодарам, Гордана. Предлагам да одиме со представникот председател на училишен спорт, општински училишен спорт со Михајло Трампевски, па потоа да одиме на прашање. Може ли така? Повели ми. Добар ден и од мене. Михајло Трампевски, председател на Општински сојуз на училишен спорт Битола. Накратко ќе ви образложам програмата за по спортови за училишен спорт за 2023 година. Значи со нашата програма се офатени сите спортови во основните и средните училишта по категории. И тоа во 8 спортови се одвиваат надпреварите. Во крос, стрелаштво, пинг-понг, шах, футсал, ракомет, одбојка и кошарка. И сите оние пропратни други спортови кои што налагаат од Федерација на училишен спорт на Македонија. Се офаќаат надпреварите во 8 категории, тоа 6 и 7 оделение машки и девојчиња, 8 и 9 машки и девојчиња, прва и втора машки и девојчиња и трета и четврта година машки и девојчиња. Сите овие надпревари се одвиваат во пролетен и есенски дел и целокупната финансиска конструкција по спортови би изгледала вака. За атлетски крос 22.500 денари, стрелаштво 15.300 денари, пинг-понг 26.000 денари, шах 23.000 денари, футсал 159.800 денари, ракомет 142.700 денари, одбојка 142.700 денари, кошарка 92.800 денари и останати трошоци за работа на Општинскиот сојуз е за набавка на пехари, печатење на дипломи, печатење на книшки за надпреварите, пропратни сметки за одржување на книговодствени трошоци, завршни сметки и сето вкупна финансиска конструкција од 720.000 денари за 2023 година. Ви благодарам. Благодарам, Михајло. Дали има прашања? Бојковски, колега. Благодарам. Вака имам са неколку прашања во однос на програмата за спорт. Веќе една година сме сите тука советници. Ова е една од ретките програми за која што имаме сите консензус, односно и власта и опозицијата. Едногласно до сега гласаја. Гледајќи ја ставката 4, професионален спорт, каде што имаме финансиска поддршка за спортските клубови, односно акционерските друштва, кои што се во 100% собственост на општина Битола. Тука пред се фудбалскиот клуб Пелисте Раде Битола и кошаркарскиот клуб кошаркарскиот клуб Пелисте Раде Битола. Со оваа програма првично издвојуваме 28 милиони денари.
Затоа мислам дека треба представниците кои што се во тие клубови, со кои што тие раководат, да дојдат тука пред нас советниците, да ја кажат визијата на клубот и мисијата за 2023 година. Бидејќи ова се сериозни финансиски средства кои што ние ги одвојуваме клубови, бидејќи ракометниот клуб Еврофарм Пелистер во доминантна собственост на приватен собственик, мислам дека нема ни потреба да доаѓа тука. Иако кога ние го повикавме, тој дојде и реферираше поднос на строшоците кои што ги има. И затоа предлагам да влезе во записник и пред почетокот на наредната седница, кога ќе разгледуваме програмите, да видиме каква визија и мисија имаат овие представници, за да знаеме дали овие средства се доволни или треба повеќе финансиски средства и да ги информираме граѓаните кои се нивните намери, бидејќи тие се одговорни да ги водат клубовите, нив му е дадена довербата. Во однос на општина Битола дека ќе го финансира универзитетскиот спорт, ме интересира точно што се офаќа ова и како е предвидено овие 300.000 денари да бидат искористени. Во однос на првото прашање, професионалните спортски клубови треба да достават програма до општина Битола и вие да ја разгледате и да ја усвоите нормално. За во врска дали да ќе бидат повикани, тоа претседателе вие ќе одлучите како ќе биде. Во врска со универзитетскиот спорт ние имавме јавен повик за активности, за програмата за активности во делот на спортот и младите. И во делот на универзитетскиот спорт имаше пријавени апликанти кои што по оваа ставка се пријавија. Тука можам да ја кажам Федерацијата на универзитетски спорт аплицираше за овие средства и достави програма до општина Битола, понатаму преку Комисијата за спорт и преку Советот тие програми ќе се разгледуваат и ќе ги одобруваат или не нормално. Дали тие покрај овие финансиски средства кои што ние би ги одделиле, дали тие добиваат финансиски средства од универзитетот што е тука во Битола? Финансиските средства кои што ќе ги обезбеди општина Битола се за активности на Битолскиот универзитет и за битолските студенти. А Федерацијата за универзитетски спорт добива исто така средства од Агенција за млади и спорт за да ги распредели по универзитетите. Во делот на програмата која што е планирана за општина Битола, мислам дека во апликацијата стоеше дека побаруваат од општина Битола, мислам дека 500 или 600.000 денари, а дека останатите 600.000 денари ќе ги обезбедат тие. Значи универзитетот ќе обезбеди уште 600.000, така? Федерацијата за универзитетски спорт. А универзитетот Битола? Универзитетот од Битола не се пријави на јавниот повик за универзитетски спорт. Дали тие побараат спорт. од универзитетот финансиска поддршка? Мислам дека не можеме за тоа да кажам. Значи, ние на повикот добивме во врска со оваа ставка, универзитетски спорт, добивме само една апликација. И таа беше од страна на Федерација на универзитетски спорт. Добро. А младински центар, 600.000 денари, што значи ова? Со Законот за младински политики, општината и општините се обврзаја нели да отворат младински центри, во кои младински центри ќе работат младински работници. Ова е доста ново кај нас и почнува од оваа година, да речам. И имавме јавен повик кој што ќе управува со младинскиот центар и тука се јавија неколку младински организации како конзорциум и треба да има вработен кој што ќе биде во младинскиот центар, а режиските трошоци ги покрива општина Битола. Овие финансиски средства се многу мал дел од она што го видовме ние од искуството со другите општини и тие одделуваат уште поголеми финансии, меѓутоа бидејќи е прва година и
овие се основните средства кои што им треба на младинскиот центар да почне со работа, па понатаму согласно работата ќе видиме како се одвиваат и кои се нивните потреби. Значи, во овие средства вклучува и вработен во младинскиот центар. Значи дека има некоја невладина организација која што ќе раководи со овој младински центар. Така? Да, согласно законот и согласно јавниот повик кој што имавме препораки од страна на Агенцијата за млади и спорт, како треба целиот повик да биде објавен, ние ги се држевме по тие препораки и треба една младинска организација да управува со тој младински центар и секоја година да има или на една или на 2 години да има јавен повик. Во јавниот повик кој што го објави општина Битола, младинските организации беа здружени и сите се пријавија како конзорциум. Значи во секој случај дека активности во програмата која што ќе биде во младинскиот центар се сублимат на сите младински организации во Битола. Добро, во ред, фала. Нема. Благодарам. Јас имам Гордана едно прашање. Што се однесува до женските спортски клубови и здруженија, нив ги подмагаме со 1 милион денари, како што донесовме лани одлука на совет, така? Ми интересира, вика, општината ќе поддржува женските спортски здруженија кои се превруваат во највисоките првенствени лиги. Дали тоа значи дека само во прва лига што се здруженијата ќе ги подпомагаме, што се женски? Што значи највисоките? Прва и втора или само прва? Или прва и прва Б лига? Знаете како? Највисоките првенствени лиги е прва лига, меѓутоа терминот некогаш во ракометот е поинаку, така во фудбалот некогаш е поинаку, имаме таму нели суперлига, тука имаме прва лига. Ова е да се мотивираат тие кои што спортски здруженија кои што имаат резултати и кои што ние ќе ги поддржиме тие резултати да продолжат и понатаму. И да, значат за оние кои што се надпреваруваат во прва лига. Тука имаме 2 ракометни клубови кои што се надпреваруваат во прва лига, 2 фудбалски клубови кои што се надпреваруваат во прва лига и имаме одбојкарски клуб кој што се надпреварува во прва лига. Водот ми беше за женската екипа, во кошарката, така? дека е прва Б лига, затоа или тие Да, се... во однос на кошарката сите сте запознаени дека скоро се активира, значи од септември од оваа година и таа функционира во рамките на кошаркарскиот клуб Пелистер, акционерското друштво на општина Битола, што значи тоа ќе има буџет заеднички со акционерското друштво, односно кошаркарскиот клуб Пелистер АД Битола. Нека влезе во записник дека треба да дојдат представниците до седница на на кошаркарскиот. И уште нешто се извинувам председателе, не спомнав дека покрај овие спортови имаме и кугларски клуб, женски кугларски клуб кој што се надпреварува исто така во највисоките првенствени лиги. Благодарам. Се што е прва лига и кој што има резултати општината планира секогаш да ги поддржува. Благодарам. Значи како што кажав, нека влези дека треба да дојдат представници на кошаркарскиот, фудбалски и на ракометарскиот клуб. Ама имаме уште една рата кон нив. Значи се уште не се. И нели имаме кон ракометниот клуб Пелистер уште една рата од платформата. Значи Не, тие се во доминантна собственост, само што се во општина Битола спомар. добро, нека дојдат значи представници на фудбалски и на кошаркарскиот клуб Пелистер. Сега ќе гласаме програмата, тие нема потреба. Значи КК Пелистер и ФК Пелистер да додадат представници пред седница, ако може да бидат известени. И Јас предлагам комисијата да не се затвора сега. добро. А Значи да гласаме тогаш. тогаш да се гласат, бидејќи ако се затвори ќе знаат дека е гласано. На седница сепак има Да. Меѓутоа на седница да не се доведуваме во непријатни ситуации, да како тогаш. идеме каде што нема да бидат изгласани некои. Значи не ја затвораме седницата, пред седница ќе ве молам да бидат известени, да закажиме нов термин за комисија за спорт, да бидат ислушани програмите за 2020 година, па потоа ќе затвориме седницата на таа комисија. Благодарам.